Добро вечер уште еднаш. Ви благодарам за присуството на вечерашното предавање. Оваа вечер доктор Нијами повторно е со нас. Ке ни говори за расколот во Руската православна црква. Повелете. Добро вечер и од мене уште еднаш. Вечерва една уште интересна тема, тоа како што спомена Дарко е расколот во Руската православна црква, кој пред 3 века се случил. И тогаш се појавува една посебна група православни верници во Русија, така наречени старообредници, кои што до денешен ден обстојуваат. Старообредниците или расколниците стана мощна важна појава во руското општество во 4 последни века, колку што постојат. Ке се прашаме по што се разликуваат тие од обичните православни христијани и зошто толку сурово се постапувало со нив. Да се објасни во што се состои принципиелно разликата помеѓу старата и новата вера во Русија е тешко и до денешен ден луѓето се колебаат да одговорат на овие прашања. Не знам, со колку прсти се крстат, како се поклонуваат, како се пее алелуја на службите. Тоа се една од така наречените разлики според кои денес се разликуваат обичните православци од старообредниците. Пред половина век Руската православна црква конечно ги призна старообредниците и денес се застапува за единство со нив. Сепак во 17 век реформата на црквата што ја направил патриархот Никон предизвикала вистински потреси во општеството, чија трага е останата до денешен ден. Старообредниците и старообредничката црква денес постојат напоредно со Руската православна црква, значи постојат две православни цркви во Русија и имаат своји парохици, значи имаат своји цркви и така натаму, и тие се подеднакво застапени како во религиозниот, така и во општествениот систем на Русија. Во времето во 17 век, кога се случуваат овие потреси, првиот руски старообредник Авакум ќе каже дека во тоа време Никон Расколникот верата ја унакажа и законите црковни ги унакажа, при што тој укажал на верата, всушност на она што го направил Никон, односно така наречената реформа на црковната богослужба. Со тоа практично е ставен почеток на еден сериозен раскол кај руските православни христијани, но да почнеме поред. Веќе го спомнав Никон. Патриархот Никон е роден во Нижегородската област и пред да стане патриарх служил како свештеник, бил женат и имал семејство, но неговите деца трагично починали. Од тој миг тој заминал во манастир, каде што потоа станал и настојник. Но печените игумени било традиција да одат на поклонение кај царот, па истото се случило и со Никон. Тој заминал на поклонение кај царот Алексеј Михајлович, тоа е вториот цар од династијата Романови, и оставил многу голем впечаток кај Алексеј Михајлович. Царот заповедал Никон да биде доведен поблису до него и да се постави на висока должност, и тоа во некој од московските манастири. Царот дури и го примил Никон во така наречениот кружок на ревнители на благочестието, кои себе си се нарекувале боголюбци. Нивна цел била да се зголеми степенот на моралот
како кај свештените лица, односно кај духовниците, така и кај обичните луѓе. Заседанијата на кружокот се одржувале регуларно, постојано, и Никон често комуницирал со царот на нив. Во 1960, во 1762 година починал патриархот Јосиф и Алексеј Михајловиќ го предложил имено Никон да го заземе неговото место. Откако добил ветување од страна на царот дека нема да се меша во црковните работи, Никон започнал да ја спроведува својата реформа. И во што се состоела реформата на Никон? Една од најголемите грижи на Никон биле црковните книги. Тој уште како монах, кога служел во различни храмови низ цела Русија, забележал дека насекаде светите книги биле различно биле преведени, различно се интерпретирале. Излегло дека и богослужбите низ Русија се одвиваат различно. И практично вистинска мечта на Никон било да се унифицираат сите овие книги. За образец тој сакал да ги земе грчките свети текстови, според кои се служело во Византија, со оглед на тоа што православието во Русија дошло токму од Византија. На сликата, сега на слайдот можеме да ја видиме сликата на Алексеј Кивченко, патриархот Никон ги разгледува богослужните книги од 1880 година, што апсолутно говори за значењето на овие настани, како што реков, не само во Руската црква, туку и во руското општество. Така редактурата на црковните книги на Светото писмо биле практично основата на реформата. Во првичната формулација биле внесени голем број најразлични исправки, како на пример тоа дека дотогаш името на Христа, кое што се пишувало и се изговарало со едно почетно и Исус, како што го изговараме и пишуваме во македонскиот јазик, според реформите на Никон се пишува со две и, значи и Исус. Освен тоа бил изменет и редот на богослужбите. Една од највпечатливите промени е дека наместо со 2 требало да се крсти со 3 прста, а поклонувањето на земја да биде заменето со поклонување до појасот. Празничната литија со икони околу црквата сега требало се води во спротивна насока, односно не според движењето на сонцето, туку спротивно од движењето на сонцето. Исто така било потребно, по примерот на користењето на 3 прста, било потребно и наместо 2-3 пати да се пее Алелуја. Се изменили бројот на специјалниот леп кој што бил потребен во богослужбата, па затоа наместо 7 просфори почнале да се користат 5. Меѓу високопоставените членови на црковното свештенство имало многумина кои што не биле задоволни од реформата. Царот наредил да се свика заседание кој што во историјата е познато како Московскиот собор од 1654 година. Сепак на него било решено само прашањето за исправањето на црковните книги. Никон продолжил да го спроведува на дело, да ги спроведува своите реформи, добивајќи ја нормално поддршката од царот. Оние пак што се спротивставувале на овие реформи и кои што сакале да слушат според стариот обред, биле наречени расколници, а подоцна тие станале, се нарекувале старообредници. На едно друго големо заседание на духовниците, тоа е големиот Московски собор 1666-1660,
2007 година, каде што дури допатувал и патриархот Паиси од Константинопол. Конечно, расколниците биле прогласени за бунтовници и било решено да бидат казнувани. Многумина старообредници биле испратени во Сибир, а меѓу нив бил и протопопот Авакум, кој што веќе го цитирав, го споменав на почетокот. Инаку Авакум Петров е роден во Нижегородската област, во семејство на селски свештеник. Во своето житие тој пишува дека на 22 години станал помошник на свештеникот, односно ѓакон, а на 32 дотуркал до чинот протопоп, односно протоиерей. Тој исто така, како и Никон, лично го познавал и го почитувал царот Алексиј Михајловиќ. Инаку мораме тука да спомнеме дека Авакум и неговото житие се смета за, да кажеме, така наречена првата литературна творба, руска литературна творба, но тоа е друга приказна. Тој во тоа свое житие тој пишува како ревносно се борел против неправдите, ги штител потребите, поради што често запаѓал во судери и практично им бил трн во око на луѓето. Тој, например, знаел да одбие да благослови син на некој бољар. Па затоа и Авакум уште на времето бил наречен бунтовник и дури еднаш му била нападната и неговата куќа. Авакум кога ги опишува како ги доживел овие промени кои што ги вовел Никон во руската православна црква, тој го опишува како голема несреќа и апсолутно се вадел од памет, гледајќи како Никон со сила воведува нови правила и како жестоко ги казнува оние што не му се покоруваат. По принцип, Авакум исто така одбил да се крсти со 3 прста и агитирал против реформите на Никон. Поради тоа бил протеран и на Сибир неколку години. Подоцна пак му било одобрено да се врати во Москва со надеж дека со текот на времето сепак ќе ги прифати реформите. Дури царот лично доаѓал кај него да го наговара, да го убедува дека е потребно да го прифати она што го воведува Никон, но протопопот бил непоколеблив. На крајот сите кренеле раце од него, го ставиле во затвор, каде што тој започнува да ја пишува својата автобиографија, односно веќе споменатото житие. Авакум и во затвор ја продолжи својата агитација, поради што тој и неговите соборци биле погубени. Имено тие се живи запалени во 1682 година. Тоа можеме да го видиме на оваа слика. Прогоните на старообредниците биле многу жестоки. Например, свештеник што проповедал против Никон можел да биде казнет со одсекување на јазикот. Апсени биле и влијателни светски лица од делот на старообредниците. И токму тие настани практично биле инспирација за една од највеличествените слики во руската литература и можеби една од највеличествените во која што во моментов е поставена во Третјаковската галерија. Тоа е сликата на Василий Суриков, бојарката Морозова. Ние можеме, значи, еве, она што можеме да го видиме
е дека богатата болярка ја возат волкови за да биде погубена. Како што можете да видите на сликата тај покрај тоа што и се заканува смрт, таа ја крива високо раката, покажувајќи два прста, со што може да се види дека и таа е приврзаник на старообредниците и дека и таа ги одбива реформите кои што ги воведува Никон. Исто така можете да видите најдолу во сликата гледате еден сиромав човек, просјак, кој што исто така носи крст околу вратот, тоа е и исто така држи два прста кренати во воздух. Можеме да видиме како народот околу неа различно реагира. Дел гледаме како со страф и со жалење гледаат на неа, можеме да видиме тука и насмејани лица, меѓутоа гледаме и голем број загрижени лица. Оваа слика погледната во живо на вистина остава голем впечаток. Но да се вратиме на реформите што ги спроведувал Никон. На реформите се спротивставувале дури цели манастири. Најдолго од сите издржал Соловецкиот манастир. И тука е исто така една интересна случка, кога царската војска дошла да го одземе имотот на манастирот како казна поради тоа што не сака да се придржува до новите правила кои што ги спроведувал Никон. Монасите ги пречекале војниците со оружје и како резултат на тоа практично манастирот неколку години, не неколку, туку 8 години од 1668 до 1676 година фактички бил под опсада. Меѓутоа најголемиот број зверства против старообредниците биле извршени по заменувањето на Никон од местото патриарх. Односите на патриархот од царот постепено се влошувале. На Никон не му се допаднало тоа што манастирските земјишта и големите приходи од нив требало да бидат пренесени во државната благајна. Меѓу старообредниците имало голем број влијателни луѓе кои што го подведувале практично царот против патриархот, но покрај тоа самиот Никон, кој што така бил наперчен, и според мислењето на историчарите, тој во принцип се обидувал да ја постави црковната власт над државната, а за ова подоцна дури и императорката Екатерина Велика можна негативно ќе се изјасни против Никон, сметајќи дека тој се обидувал да стане папа на православието и да го подчини царот. И таа за ова ќе кажа крстењето со 3 прстани е наметнато од крците со помош на проклетства, на мачење и на смртни казни. На крајот Никон ја напуштил Москва и налутен заминал на своето родно место, тоа е Новоерусалимскиот манастир во Истра, кој што тој го направил да личи на Ерусалим. Царот бил незадоволен и на веќе споменатиот Големосковски собир бил започнат судски процес против Никон. Тоа е оваа слика. Тој бил прогласен за виновен за цела низа злосторства и му биле оценени сите чинови.
Како обичен монах бил испратен во заточениство во Северните манастири. Дури по смртта на Алексеј Михајловиќ, стариот и болен Никон го пуштиле да се врати во Новоерусалимскиот манастир, но по патот кон него тој починал без да допатува до својата Голгота. И тука гледаме една фотографија на смртта на патриархот Никон. Она пошто ќе останат запаметени овие два лика од руската историја, односно патриархот Никон и протопопот Авакум, тоа е што двајцата упорно се спротивставувале еден на друг и се обидувале да се придржуваат кон своите ставови, односно ги бранеле своите ставови. Со оглед на тоа што официјално во Руската православна црква биле спроведени реформите, таа продолжила да функционира според новите правила, односно со реформите кои што ги вовел Никон, додека старообредниците биле расејани низ цела Русија и денес може да се најдат насикаде заедници на старообредници кои што уште од тогаш, значи од 17 век па до денешен ден, се уште се придржуваат кон старообредничките правила. Јас сега предлагам да погледнеме неколку фотографии и да слушнеме едно песнопење на старообредниците. кричать, Михаил.
така најголем број од фотографиите што ги погледнавте, тука се практично направени во првата четвртина на 20 век, односно дури уште порано пред распадот на Руската империја. Јас се обидов да најдам нешто, никој повеќе видеа за тоа како денес живеат старообредниците во Русија, па случајно најдов и едно многу интересно видео со титли дури на македонски јазик, каде што накратко ќе можете да видите како живеат тие денес. Уникальная территория, где живы традиции 300-летней давности. Забайкалье – место жительства семейских старообрядцев. Староверов Забайкалья называют семейские. В XVIII веке Екатерина II переселяет их семьями насильно на Алтай и Забайкал. За короткое время здесь расселяют около 100 тысяч семейских староверов. Духовная культура семейских стала первой в списке нематериального наследия ЮНЕСКО в России. Она сохранилась в первозданном допетровском виде. В 50 километрах от столицы Бурятии можно увидеть, как по старинке пекут хлеб, возделывают землю, ходят в старообрядческую церковь. Ценность культурного наследия семейских – многоголосный хор, уникальный распев, который изучается сегодня как феномен в разных консерваториях мира. И кога веќе го погледнавме ова видео и кога ја погледнавме и старообридната црква, би сакал да напоменам дека старообредниците, односно нивната црква е вклучена и во образовниот систем во Руската Федерација. Па така сега би сакал да го слушнеме, да видиме еден настап на хорот на Московскиот државен старообреднички Руската православна старообредничка школа, која што е еднаква со останатите школи, односно со останатите училишта, како религиозни, така и светски. Ево уште едно кратко видео.
Добро, јас тука. Очигледно имаме проблем со звукот. Како и да сакав да ви доловам како изгледа тоа во денешно време, инаку морам да напоменам дека на главните настани во општествениот живот во Русија, кога се покануваат највисоките должностни лица на различни религии, било тоа да е на исламската заедница, на католичката црква, на еврејската заедница и така натаму, покрај патриархот на Руската православна црква, секогаш задолжително доаѓа и патриархот на старообредничката црква. Така што ова за кое што денес зборував во современа Русија не е ништо чудно и не е ништо необично и се сваќа како дел од православието кој што останал да се раководи според стариот канон, односно кој што ги отфрлил овие реформи на патриархот Никон. Јас тука би завршил и доколку има прашања и ве повелете на располагање. Колку што гледам, немаме прашања. Во тој случај ви се заблагодарувам на присуството, на пројавениот интерес, му се заблагодарувам на доктор Нијами за интересното предавање, навистина интересно. И ве поканувам да ја следите нашата Facebook страна за повеќе информации за следните настани. Имајте пријатна вечер. Благодариме за предавањето.